Членовите на Сдруженијето на граѓани коледари, чувари на традицијата, вчера во Четирце традиционално ги набраа бадниковите гранчиња со што отпочнаа подготовките за одбележување на Бадник и Божиќ. Набраните гранчиња беа осветени од црквата Света Тројца во селото, а на 6 јануари ќе им бидат поделени на верниците на градскиот плоштад, каде што и годинава ќе биде организирана прослава на големиот христијански празник, а ќе биде избран и кумот за наредната година, велат организаторите. Ова е символика, символика на чествување на празникот на Бадник, коледарите се предвесници на Исусовото раѓање и за тоа сега ние доаѓаме сега организирано во чест на нашите граѓани да се осети тој празник, даваме овие гранчиња ги делиме. Ќе се подели, ќе има дел оставено во црквата Свети Никола, ќе бидат оставени на градскиот плоштад, активностите на коледарите продолжуваат негде во 11 часот ќе биде во соборната црква Свети Никола, кај ќе бидеме соберени, ќе бидат пресечени и осветени овие гранчи, уствари не, ќе бидат осветени во селото Четирце, што е организирала местната црква, а вамо ќе продолжат активностите на коледарите, кај што ќе биде скршена погача, ќе се направи една поворка, кај ќе бидат изберени нови кумови, со поворка кај ќе биде централната прослава негде околу 12 часот на градскиот плоштад пред Домот на културата Трајко Прокопиев. Ние веќе колку 20-30 години се ова, има сега некогаш кога биле на некој начин заstenувани деца од година две, тие се више активисти во нашето здружение. Има доста, има ова традиција продолжуваат, ја видат дека има убаво, што знам, некоја активност, не се само да кажеме активностите на коледарите само за 6, ние имаме доста организирано крводарителски акции, таму хуманитарниот дел каде што ние имаме негде над 2500 единици крвна плазма дадено, секоја година се организира 2 или 3 хуманитарни такви акции. За нас, за целото место население е голема чест. Као добри домаќини, увек сме спремни и што помасовно сакам да препорачам на сите граѓани на Куманово и на местно население на село Четирце да биде ова да остане традиција за век, и секоја година што масовно да се собираме и да го прославиме ова Божјото раѓање. Ова гранче Бадниково ќе се однесе во црква Света Тројце, кај што ќе биде осветено, има тука поп, повикан, и од тука натаму следува, после има сервирано, има, као добри домаќини, сакаме да се покажеме увек према граѓани на Куманово, и од тука натаму следи, културно-уметничко друштво, како и секој пат. Дабовото гранче е символ на долговечноста, па верниците го закачуваат на влезот од домот, верувајќи дека ќе им донесе среќа, здравје и долг живот. Граѓаните се радосни што за разлика од минатата година кога имаше забрана за масовни собири, годинава Бадник и Божиќ повторно ќе може да се празнуваат според традицијата.